Министерството за земјоделство да се сретне со преработувачите и производителите пред почетокот на откупната сезона, предлагаат земјоделските здруженија. Тие сметаат дека е потребна координација за да се избегнат проблемите со пласманот и цената кои што се јавуваат секоја есен. Вакви средби, според регионалниот сојуз на земјоделски синдикати, би требало да се пракса и во иднина да се одржуваат многу порано. Пред се најголемиот дел од површините во нашиот регион, како втора култура, отпаѓаат на културите кои што производи завршуваат во преработвачките капацитети, а тука пред се станува збор за индустријската пиперка. Мислам дека како никогаш досега во последните неколку години земјоделските површини со оваа култура се најмногу засадени и се очекуваат поголеми количини за разлика од претходните години. И веќе, како што кажавте, се наоѓаме на стартот на почетокот на откупот на овие производи. И годинава куртовската капија е најзастапена на струмичките ниви. Од вторите култури кои што се садат во овој регион, земјоделците најмногу ја одгледуваат индустријската пиперка или попозната како ајварка, зашто е поотпорна и има побарувачка за неа. Мислам дека е време веќе, баш во овој временски теснес да го кажеме, да седнат на една маса заедно земјоделските производители со представници од Министерството за земјоделие и представници од преработвачките капацитети за да усогласат неколку терминологии. Тука пред се станува по која цена ќе биде откупен овој тип на производ и колкови количини ќе бидат откупени. Мислам, неминовно е да дојде во што побрз временски период на оваа средба, за колку толку да се изгладат некои работи околу пласманот на индустријската пиперка. Мислам дека, имајќи го предвид сето она што случуваше од временските прилики, мислам дека ќе има добар квалитет овој тип на производ во годишниот производствен циклус. Бербата на ајварката се уште не е почната, но поради топлото време се очекува дека од почетокот на септември ќе се појави на пазарите.